Климатските промени негативно влијаат врз македонското земјоделство, алармираат земјоделците. Ако продолжат обилните врнежи од дожд и студеното време, ке нема ниту овошје, ниту зеленчук, а уште помалку мед, вино и млеко. Пчеларите се жалат дека климатските промени си го земаат својот данок. Велат дека оваа година количините на медот може да бидат минимални, а тоа ќе предизвика и покачување на цената. Ако потрае вакво време, верувајте дека медот и другите пчелни производи може да биде луксус. Значи, навистина не паметам, значи јас пчеларам повеќе од 40 години, ваква незгодна година не сум видел. Лошите временски услови се одразуваат и на сточарството. Цените на млекото и млечните производи во маркетите стануваат недостижни, а откупната цена на млекото од производителите стагнира, велат сточарите. Со растот на цените и со тоа затоа што ние сепак мораме да се прилагодиме, нели, како фарма да не биде многу скапо и да не биде многу ефтино, за да имаме сепак нели некоја добит. Така да не е лесно. Турбуленциите се константни, така да... И лозарите се разочарани. Некои од нив ќе не можат да скинат ниту еден квалитетен грозд оваа година, ако продолжат обилните дождови. Лошо влијае на лозовите насади, многу дожд, болест, има многу на лозовите насади. Не може да се изработи, не може да се напрска на време. Цените се многу ниски. Од минатите години се многу ниски. Експертите ценат дека заради екстремните временски појави оваа година штетите ќе бидат неизбежни. Македонија е земја која особено зависи, е позната по земјоделството и по земјоделските производи и многу е важно да се работи и на климатските промени и како може да се поддржат жените, меѓутоа не само тие, туку целото општество, целата држава во подобрување на состојбата, во изнаоѓање решенија за борба против климатските промени, односно за адаптација која е потребна за да обезбедиме производи по кои сме познати. Предвидувањата се дека до 2050 година температурата во Македонија просечно ќе се зголеми за 1,9 степени, а во летните месеци за 2,5 степени, додека количината на врнежи годишно ќе се намали за 5%, а во летните месеци и до 17. Најранлива локација според овие анализи ќе биде Повардарието, каде што се произведува грозјето, а ќе биде критично и во Струмичкиот и Гевгелискиот регион, но и за производството на доматите. А во Скопско-Кумановската долина и Овчеполието загрозено може да биде производството на зимската пченица.